Сте забележали ли како изгледа небото навечер и колку звезди може да изброите? Ако сте во град, веројатно не многу. И тоа не е случајно. Повеќе од 80% од светското население живее под светлосно загадено небо. Вештачката светлина од улично осветлување, билборди, згради и сообраќај постојано се зголемува и осветлува ноќта се повеќе. Во урбаните средини видливи се само неколку најсејни звезди, но доволно е да се оддалечите од градот и небото изгледа сосема поинаку. Но ова не е приказна само за тоа што не го гледаме. Темата не засега за тоа што вештачката светлина прави промени во нашите тела и во природата. Научниците предупредуваат дека прекомерното ноќно осветлување ги нарушува природните биолошки ритми. Кај луѓето го попречува лачењето на мелатонин, хормонот што го регулира сонот, што може да доведе до несоница, стрес и долгорочни здравствени проблеми. Во природата последиците се уште поизразени. Птиците ја губат ориентацијата при миграција, инсектите масовно страдаат привлечени од светлината, а цели екосистеми се менуваат. Светлосното загадување се почесто се смета за сериозна еколошка закана, невидлива, но со длабоки последици. Не ги губиме само од звездите, ја губиме врската со природната ноќ. И за разлика од другите еколошки кризи, оваа е тивка, речиси незабележлива. Бледо свети, се додека не исчезне небото.